Што ќе донесе до година? Нели, на крај на година сигурно планирав тоа ќе биде таква некоја проповед. Сега дај ќе зборува за крај на година, затоа што е крај на година. Нема што друго да се зборува тука. Или ќе зборуваме за нов почеток, или ќе зборуваме за крајот. Или ќе зборуваме за двете работи, гледајќи ги заедно во една целина. Без разлика како ги гледате работите, без разлика што сте размислувале до сега, факт е дека 31 ќе помине, први ќе дојде, ќе бидеме веќе во новата година и сакали или не ќе си речеме што ќе биде утре. Затоа што тоа е основниот проблем или основното прашање. Првото што може да го кажеме на оваа тема просто ќе биде како 2023. Повеќе или помалку. Сонцето ќе се врти околу, или земјата ќе се врти околу сонцето, месечината околу земјата, вселената ќе се биде таа, ако Господ нешто не смени, нели, ако не се случи, ако Господ даде живот, ќе го живееме со сите маки проблеми, тешкоти и се што си ги имаме, нема се сменат, ќе имаме благослови, ќе имаме убави, ќе имаме лоши нешта. Зошто? Затоа што тоа е реално животот. И тој живот не зависи од тоа дали е нова или стара година, туку од тоа докаде и како Бог ќе го води. Тоа е големата слика. Ако погледнете што се случува во светот, овие последните 2 години, особено лани што се случува, сега во оваа година што се случува, имаме две сериозни големи војни на две места. Војни има и на други места во светот. Ние не слушаме за Абхазија, не слушаме за Јемен, например, за тие места таму. Од една Сирија се замолкна, иако се уште се водат војни. Ама зборуваме за украинска војна, зборуваме за војна таму во Израел во моментот. Светот е во немир. Нас ни следат многу работи идната година, нели деме ќе имаме избори, па ќе ни тргне на поарно, ќе имаме многу други ствари што треба да се случуваат околу нас. И прашањето е што ќе се случи? Какви се твоите, какви се моите планови и да видиме воопшто може ли да се исполнат како такви. Сте виделе, многу често ги има тие на некои си таблички, ги пишуваат, ги праќаат како стихчиња, како мемиња, вика минатото е историја и иднината мистерија. Со други зборови, некој како што рекол, вика животот се живее нанапред, ама за него се учиме гледајќи наназад. Има работи што поминале, што треба памет да ни донесат, има некои работи што сме ги поминале и пак ќе се сопнеме оваа година ќе дојде, затоа што тоа е, пак ќе речам, животот кој го живееме. Ама едно нешто што не учи минатото, што не можеме да го избегнеме и што е факт, е тоа дека иднината е секој пат и непредвидлива. Тоа е факт за нас, децата Божи, за оние кои не се деца Божи, за верни, за неверни, иднината не може да се предвиди. Факт. Ако не верувате, погледнете ги сите предвидувања. Сите се исполниле од кога поминале. Ето, гледаш како се исполни, ето видиш што се случи, ама во моментот кога е кажано, ако се држите за зборовите, ќе видите дека не, баш така. Освен се разбира, сега ќе кажам тука ветувањата кои стоја во Библијата. Ама тие не се однесуваат директно на нашиот личен живот, туку на човештвото во целина и на Божиот план за спасение на човекот. Апостол Павле многу добро знаеше дека иднината е непредвидлива. Апостол Павле многу добро знаеше дека не знае што ќе му се случи. Во посланието до римјаните, во 8 глава, во последните 12 стихови, еден многу убав текст е тој што некој го нарекува дури триумфална песна, некој го нарекуваат, тој зборува за тоа што мисли дека ќе се случи во иднина. Сега, Павле не е нити оптимист, нити песимист. Павле е, ако смеам така да кажам, реалист. Зошто викам не е триумфалист во смисла на леле ќе видите вие што ќе се случи, Господ ќе направи моќни дела. Знам дека сакаме, знам дека очекуваме Господ да направи моќни дела. Ама јас го немам тоа право да му кажам на Господ што ќе прави до година. Јас барем така ја разбирам Библијата. Јас можам да барам Господ да направи големи работи во иднината. Ама да ви кажам Господ ќе направи огромни работи за нашата црква, огромни работи за тебе во животот, не можам. Оти тоа ветување во име на Бог може да го даде само Бог. Има некои работи сепак што Павле тука вика реално може да ги погледнеме, реално може да се научиме од нив и реално може да ни помогнат за животот таму напред. Сега, Павле е човек што знае дека таму каде што има потенцијал за триумф, има и потенцијал за проблем. Он тоа го виде за цело време на неговата служба до моментот кога беше затворен во Рим во затворот, каде што го пишува посланието до Филипјаните, од кој ќе погледнеме неколку стиха малку подоцна.
На Павле му беше многу јасно дека имаше цркви воспостави, супер работи направи, ама тие цркви го разочара, некои луѓе внатре го разочара, се радуваше на нешта што биле постигнати, па му беше криво после што некој растура после него што ги прави. Поентите, како јас и ти во животот и со сите наши ствари што ги прави. Нешто ќе направиме супер, нешто ќе ни оди проблем. Која е основната мака тука? Кој е основниот проблем или неворед работа? Фактот што живееме во паднат свет. Ние живееме во свет кој е паднат. Живееме во свет во кој има грев. И во 8 глава 21 стих апостолот вика тука затоа сите созданија се надеваат дека и тие ќе бидат ослободени. 8:21. И тие ќе бидат ослободени од стегите на смртта и распаѓањето и ќе ја добијат славната слобода што ги очекува Божите деца. Апостолот Павле вика вака: слушај, ти си поверувал во Господ, ти си Божјо чедо, ти си Божјо дете, еден ден ќе бидеш со Господ на небото, ама во моментов сега и тука живееш во еден период во кој нема се да биде супер. Нема да биде се супер. Сакам да ви кажам. И тука од 8 глава, значи од 21 стих па надоле, гледате, читате ги тие текстови, ќе ги читаме сега заедно. Има неколку проблеми овде што се спомнати. Кои се тие проблеми? Прво, свесни сме за нашата несовршеност. Знаеме дека ни ти, ни јас не сме совршени. Сатаната во Библијата е познат како обвинувач. Како некој што доаѓа и те обвинува и ти кажува за нешто што лошо си го направил и што не требаше да го направиш. Ние имаме доволно луѓе по црквите и во нашата околина кои ни укажуваат со прсти и ни кажуваат за сите наши проблеми и се што не чини во нас. Ама исто така сатаната стои зад сето тоа и тоа е оној кој не само меѓу нас, туку и пред Бог ги кажува сите наши бели, сите наши грешки, сите работи дури што ние не сме ги забележале, Бог ги те гледаш тој или она што направи. И знаеме кога тоа ќе се случи дека не сме ги исполниле Божите стандарди. И Павле тоа многу добро го разбира. Тој тука има напишано малку во 7 глава исто од Римјаните: длабоко во себе јас му се восхитувам на Божиот закон, но во моето тело гледам еден друг закон кој војува против законот на мојот ум. Тој закон успева да ја добие битката и ме држи заробен од гревот кој е тука во моето тело. Сватив дека сум наполно безпомошен. Кој ќе ме избави од ова тело што води во смрт? Вика во 7 глава. Апостолот вика: јас сум свесен дека не го правам тоа што треба да го правам. Да, во 2024 година ќе бидеме свесни за нашите несовршености. Ако не ги препознаеме ние, некој друг ќе ги препознае во нас и ќе ни ги каже. Ама ќе бидеме свесни дека се тука. Ама има уште повеќе ствари. Апостолот тука зборува дека ќе има, вели, и тешкотии. И има тука еден список што апостолот го дава. Ние обично го гледаме како едно ветување, ама реално е список на проблеми и тешкотии. Ајде погледнете во 8 глава надоле 35 стих. Што вели? Може би идната година ќе викаме: ако Господ ме сака, зошто дозволува да ми се случуваат овие работи или вакви ствари? Апостол Павле тука во 8:35 запишува, вика: тешкотии, маки, прогонство, глад, немаштија, закани со смрт. Павле вели тука дека да, Господ е со нас во ова. Ама не вели дека ќе ги нема, туку вика ќе ги има и Господ ќе биде со вас. Не е највеселата порака, ама мислам дека е реалната порака за која тука он зборува. Можно е дека во иднина ќе добиеме поинаква мешавина. Може би Господ по својата благодат ќе ни даде радосни моменти, среќни моменти, убави работи, ама и сите тие убави работи да ги има, нема да бидеме без нешто што нема да ни прави тешкоти и проблеми. Ќе ги има сигурно. Отворете вестник, отворете интернет и помислете си, ако сето ова што го читам денес продолжи после 12 сати, после 13 сати, ајде, до година, каков ќе биде светот? Реално лош. И не може а да не засегне на овој или на оној начин. Понатаму, тука има несигурност. Ајде, што ќе стане со семејството? Ќе биде ли заедно? Ќе ми издржат ли парите? Ќе добијам ли работа? Ќе немам ли работа? Никој од нас не се подмладува.
Што ќе биде кога ќе остариме? Што ќе биде ако не остариме? Знаете, некој вика староста била тешка, а некој вика биде среќен што си ја дочека. Има луѓе што не ја дочекува. Значи од двете страни мора да ги гледаме тие работи. Се разбира, сакаме да се грижиме за семејството, сакаме да се грижиме за се, ама таа несигурност е вградена во светот. Затоа што ништо не зависи ни од мене, ни од тебе. Не можеме едноставно да кажеме оваа несигурност јас ќе ја отстранам на овој начин. Еден од најбогатите луѓе на светот беше човек кој беше основачот на Apple компјутер, Стив Джобс. Имаше толку многу пари што можеше да си го поплачи патот од кај сака до каде сака. Умре од рак на панкреатит. Зошто? Затоа што парите не може да му дадат сигурност. Гениалноста не може да му даде сигурност. Сигурноста не зависи од нас. Тоа е оној факт. Може би ќе се најдеме во ситуација кај што викаме, леле, јас не знам како да излезам од оваа ноќна мора. Ама, прашањето сега, значи, ако имаме маки, ако имаме тешкоти, ако имаме несигурност, решението каде може да се најде? Решението е, почнува со еден збор. Тука во овој текст вика, што да кажеме на ова? Апостол Павле вика, кога знаеме дека сите вакви ствари ќе се случат, што да кажеме? Што ова всушност значи? Вика, да, знамо ти ќе има тешкоти. И Павле вика, ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? По 31 стих. Реакцијата на Павле на тоа дека ќе има проблеми, маки, тешкоти и недоразбирање е дека ако Бог биде со нас цело време, кој може да биде против нас? И ова е една потврда за нашата увереност дека може да се сретнеме со едината, бидејќи Бог е со нас. Прашањето, она негативното прашање овде, е дали јас сум со Бог. Бог никогаш не е заминат од нас. Нема момент, знаете, псалмистот се сеќавате што вика, кај да отидам да се скрием од твоето лице, Господи. Ама псалмистот таму зборува за криење од Божјото лице. Да се скрие за да не се гледа гревот негов. А ние викаме, каде да отидам, а Бог да не е? Нигде. Значи, во која да е ситуација, тешкотиите, магите, страдањата, проблемите, сите што беа тука наброени, Бог вика, јас сум со вас. И ако Бог е со нас, вика Павле, кој може да биде против нас? Тоа е неговиот став овде. Историјата е полна со луѓе што тврдеа дека се со Бог. Јас одам со Господа, јас сум со ова, јас сум со ова. Па нели сум јас Божи човек, да нели го повикував името Твое, Господи, во Твое име лекував и така натаму вика. Прашањето дали Бог кој ќе погледне вика, да, Павле е мој, да, тој таму што седи е мој, да, таму што седи е мој. Секој во нас длабоко знае дали е тоа вистина или не. Значи не мора да кажуваме да, ако внатре има проблем. Ние сме имале војни се воделе, кога луѓето од двете страни го повикувале истиот Бог и викале, тој Господ мене ќе ми помогне, Бог е со нас. Стварно, дали ние сме биле со Бог во тоа што го правиме? Имаме многу пати ние како верни доаѓаме во ситуација кај што сметаме дека ние, верните христијани, сме секогаш во право и никој друг нема ништо да ни каже и да не поучи. И зашто Бог е на наша страна? Стварно. Ние имавме израз дека Бог е ваква или онаква националност во нашата околина. И тоа сме го гледале тука. Не. Бог не е само со нас во таа смисла дека ние ќе му кажеме што да прави за да биде на наша страна. Има еден интересен текст во книгата на Исус Навин. Не знам дали некој пати сте го забележале тој текст, ама во Исус Навин во 5 глава, 13 и 14 стих, Исус Навин треба да оди во Ерихон да влезе. И одеднаш застанува пред него една личност, и Исус Навин е шокиран. И му вика, нашли си или си со нашите непријатели? Знаете, одговорот е неверојатен тука. Тој му одговори, не, јас сум водачот на војската Господова. Со други зборови, немој ти да ме мислиш мене дека јас сум на твоја страна, а нема да сум на другата. Јас сум на Господовата страна и ќе извршам Господовата воља. Така да Господ нема да го ограничиме на мене, на тебе, на оваа, на онаа деноминација, овој или оној народ. Да не се лажеме. Но, може да кажеме, јас сум ограничен во тоа што му припагам на Господа 100%. Заради жртвата Христова, затоа што сум поверал од Господ да ме спаси и сум поверувал. Прашањето е дали е Бог со нас кога сме какви што сме и дали ќе е со нас ако го направиме тоа што го планираме идната година. Дали Бог ќе биде со мене ако јас останам ваков како што сум?
Или дали овој план што јас го направив за до година, Бог ќе го благослови и ќе рече, ова е по волјата моја, дај нека оди. Или не. Павле им пишува на оние кои се навистина во верата, вика, за оние што го сакаат Бога и што се од него повикани за свети цели. Дали забележа? Вика, за оние што се повикани од Господа, да ги исполнат неговите свети цели. Не за оние што се повикани од Господа да направат нешто што тие мислат дека треба, него да се исполни Божјата волја. А вика, на оние што го љубат Бога и се повикани по негова волја, се им содействува за добро. 8:38. Се им оди кон добро. Тоа е истиот текст, само во два различни преводи. Ако сме со тие луѓе кои се тука спомнати, кои го љубат Бога и одат по неговиот пат, тоаш може да кажеме, Господ на крајот се ќе извади на добро. Ќе биде за наше добро. Инаку нашиот план не функционира. Апостол Павле не го кажува само тоа и си заминува, туку ни дава еден доказ. Ево го доказот. Вика, првото нешто е Христос е со нас. Ние за една недела од денеска ќе славиме Божики. И го славиме раѓањето на Бог Синот, кој Бог го испрати за нас. И апостол Павле вика тука, кога Бог ни својот собствен син не го поштеди, туку го даде за откуп на сите нас, зар заедно с Исус нема да ни подари и се друго? Со други зборови, Господ го дал својот син за мене и за тебе. Не пакетче, не пари, не бонус на крај на година, не нешто друго, туку ни го дал својот собствен син. Дал нешто што го кошта. И вика, кога беше тоа спремен да ни даде, за нема да е спремен да ни ги даде сите други работи кои нас ни требаат понатаму? Е поголема лојалност од оваа нема. Те сакам една, ама те сакам, ево ќе ти дадам бубрек, е сосема друго. А те сакам, ќе умрам за тебе, е сосема трето. А ќе сакам, ќе умрам за тебе затоа што не ме сакаш, уште поинако. Библијата вика, Бог умре за нас, уште додека ние него ни баравме. Не ни интересираше, умре за грешните, уште пред да го барат. Страшно нешто. Неверојатно. Бог не оправдал преку Христос и никој не може сега веќе да не обвини. Вика, кој ќе ги обвини Божите избраници? Бидејќи, пак ќе се вратим, сеќавате, сатаната е тој што не обвинува. Ако има некој да не обвини, тоаш ќе живееме во страв, Господ не ми простил, Господ не го направил тоа за мен. А он вика, кој е тој што може да ни обвини? Кој може да не осуди, вика нас во 34 стих, Божите избраници? Такво право и таква сила има само Христос, но токму тој умре и воскресна за нас, а и сега се зазема за нас, седејќи на почесното место од десната страна на Бог. Со други зборови, врховниот авторитет во Вселената беше нашиот судија, нашата порода, ама и нашиот бранител. Се комплет собран на едно место. И вика апостол Павле, ако тој Бог е на наша страна, кој може да каже нешто против? Кој може нешто да свати? Интелектуално е лесно да го прифатиме тоа. Со срце е малку тешко. Да кажеме, знам, уверен сум, верувам. Така ќе биде. Стварно, ајде да видим. Страшно е. Има неколку лекции што сакам да ги спомнам тука за нас во новата година. На брзинка. Првото е, сите имаме несовршено минато. Никој од нас, кој ќе погледне годината што помина, не може да каже, јас живеев онака како што Господ сака, до максимум. Ајде, да го видам храбрец, што тоа ќе го каже. Сите сме направиле ствари, сите сме рекле некои работи, што викаме не, камо да не ги кажат, камо да не се направи, а камо да може да ги вратиме да не се случува. Тоа е вистината тука. Апостол Павле исто имаше такви ствари, еден куп. Павле беше во затвор. Баги пати. Кога беше во затвор, сигурно имаше доволно време да размислува на тоа што се случуваше во минатото. Да му текне на неговиот стар живот тука и на неговото, пак ќе кажам, прво на него му изгледаше совршено минато, фарисеј од фарисеите, нели, од добра школа, добар факултет, човек на позиција, главен за една работа и одеднаш свати дека сето тоа не чини. Одеднаш свати дека сето тоа беше безвредно. Фарисеј кој можеби ќе се искачаше на врвот на својата професија. И одеднаш сваќа дека не беше во ред, одеднаш сваќа дека тоа нешто, тој всушност убиваше во име на Бог, ама не убиваше за Бог, убиваше за себе или за нешто друго, да не знам што да покаже таму. Ама тоа не враќа на нас денес, бидејќи може и ние да имаме историја во црква.
Може ние да имаме многова историја, вклученост во црква, градење на некој си имидж, авторитет и така натаму, ама секој од нас има минато кое не е во ред. И ако не сме спремни да се соочиме со него и да кажеме да, така е, цело време ќе не јаде и ќе ни прави проблеми. Ние мора да го прифатиме, да го заборавиме и да не го спомнеме. Како што Господ простил и заборавил, така и ние треба кажеме да, тоа е вистина, ама по Божја милост веќе не е така. Инаку цел живот ќе носиме некоја мака. Пак ќе го цитирам Бернард Шоу, многу пати го спомнувам. Секој светија има историја, секој грешник има иднина. Тоа е вистината. Ама второто што го учиме од Павле е дека не мораме да бидеме робови на тоа минато. Нема потреба да робуваме. Павле можеше да каже, слушајте, затварав луѓе во затвор. Гласав да ги убиваат христијаните, ги чував облеките на тие, нели што ги фаќаат таму. Нема надеж за мене, нема начин Христос да ме користи. Ќе останеме во тоа што сме направиле и ќе бидеме робови. Ама вика, не е така. Ај свртете во Филипјаните 3 глава 14 и 15 стих. Апостолот Павле прави нешто свесно. Вика, успеав да го заборавам она што е зад мене и од се срце да се стремам кон она што е пред мене. 3 глава од Филипјаните, повторно ќе повторам, 14 и 15 стих. Забележете колку интересно. Успеав да го заборавам она што е зад мене. Тој свесно решава да каже, доста беше. Тоа што не можам да го сменам, не можам да го сменам. Тие решенија што сум ги донел во минатото, сум ги донел. Тие греови што сум ги направил, сум ги направил. Готово. Тоа ми е простено. Јас не можам да го сменам. Јас свесно решавам да заборавам на тоа и да видам како Господ може да ме искористи сега, тука и натаму. Многу важна работа. Вели, јас направив многу лошо, јас направив многу добро, ама се уште можам да додам напред и да не дозволам тоа лошо да ме влече на себе. Има еден период во животот на секој верник кој ќе се обрати, кога тој човек, таа личност ќе окаже своето сведоштво. Некои луѓе го кажуваат како да се фалат, глеј сега што доби Господ од кога јас поверувам. Глеј колку бев лош, колку бев расипан, глеј сите ствари. Сега јас се спасив еден ден, Господи биди среќен што сум тука и што може да сведочам за тебе. Тоа е едната страна. Другата страна е Боже прости ми на мене грешникот и потоа цело време лупање во гради, ама јас сум грешен. И тоа не е во ред. Ни лажна скромност, ни лажна понизност не е од далеко. Она што нас не треба е да прифатиме. Да, бев грешен, да Господ го прости тој грев. Ајде да видиме сега што прави. А се сеќавате, она го спомнав кога зборувавме за Раав. Луѓето ќе не потсетуваат на нашето минато. Може би цел живот ќе си носиме некој прекар, некој надимак. Ама поентата е, да, вистина е, ама по Божја милост веќе не е така. И тоа го тргнавме. Мнозина, сите се ставаме тука и јас се ставам некој пат во таа ситуација. Гледаме на околностите, гледаме на се што се случува околу нас и ќе речем, доста е, не вреди човек да се мачи. Дигам раце. Доста беше. Ќе возам камион, многу е полесно. Возам од А до Б, истоварам и пријатно. Нити со луѓе се расправам, нити ме интересира нешто, секој ми биде совршено и убаво. Не верувам дека е така, ама знаеме да кажеме, доста ми, премногу. Некој затоа што викаме, Господи, доста направив за тебе. Сеќавате на Илија, доста беше, Господи, ја завршив мојата работа. Некој пати ќе биде, колку и да се трудам, не можам да видам како овој или оне. Некој пати не е прекасно. Никогаш не можеме да кажеме, доста беше, до тука бевме ефективни, понатаму не можеме да продолжиме. Може би не во на тој начин, може би не во таа служба, ама мора да си најдеме момент да тереме, бидејќи следното е, без разлика на моменталните околности, секој пати може да се стремиме за подобро и повеќе. Во Исус Навин го спомнав, ако отидете во Исус Навин 14 глава 10 стих натака, сакам да ви прочитам многу интересен текст за еден многу стар човек. 14 глава од Исус Навин. 10 до 12 стих. Халев е еден од оние 12 што влегоа да ја гледаат ветената земја 40 години предходно. Се сеќавате на тоа, нели? Мојсе испрати 12 луѓе од секое племе по некој да ја видат земјата каква е хананската, се вратија сите освен двајца, освен Исус Навин и Халев, рекоа ние не влегуваме таму, ќе ни излезат живи, тие се големи џинови и така натаму.
Исус навини Халев, вика, ајде да влеземе со Бог, ќе ја победи. Тогаш Халев имал 40 и кусур години. Сега има 85 години. Гледайте што вика. И така, ете, 14 глава, од 10 до 12 стих. Вели вака, и така, ете, Господ ме запази жив како што говореше. 45 години веќе измина, од кога Господ му ги беше кажал тие зборови на Мојсей и Израел одеше по пустиња. Сега ева јас сум на 85 години. Халев има 85 години тука. Ама и сега сум толку цврст како и тогаш кога ме прати Мојсей, колку што имав сила тогаш, толку имам и сега да влегувам, да излегувам и да војувам. И знаете што бара? Дај ни ја таа гора за која говореше Бог во оној ден, бидејќи ти чув во тој ден дека таму живеат Анаковите синови и ти имаат градови големи и утврдени. Може би Господ ќе биде со мене и јас ќе ги истерам како што ми рече Господ. Сите израелски племиња, сите израелски водачи на израелските племиња сакаат да ја земат земјата која веќе беше поробена и да си ја земат за себе. Хале вика, дај ми ги утврдените градови. Имам 85 години, дај ми ги утврдените градови. Ако Господ сака, ќе ги земам за мене. Ако таа вера, таква вера задржи Господ во нас на 85 години, мислам дека сме постигнале нешто. Бидејќи тој не се откажа во 5 до 12. И апостол Павле, кој ги пишува овие зборови во Филипјаните, тој исто веќе стар човек. Чека екзекуција, тој е во затвор во Рим. И повторно зборува, сакам уште подобро да го запознам Христос. Сакам уште повеќе да го знам. Сакам уште повеќе да му служам вика тука. И ова е нешто многу важно кое следи од оваа работа што ја спомнам, а тоа е ова. Одењето напред се случува само кога ќе решиш да одиш напред. Не се случува со седење, знаете, ќе си седнеш, чајчето до тебе и не мрдам никаде, јас остарев веќе и не мрдам. Овде веќе не зборувам само за возраст. Овде зборувам за став на срце. Знаете, онако ќе рече некој човек е толку млад колку што се осеќа. Да, не е така. Не може 90 годишен да трча маратон, како некој што има 25 години. Тоа е вистина. Ама не може, ако Господ му дал интелектуални способности, ако Господ му дал други способности, да каже, толку беше од мене, дигам раце, престанам. Застанам. Веќе ништо не ми треба. Знаете зашто се случува тоа? Заради еден многу убав и лош збор, удобност. Треба да се помачам повеќе сега отколку порано. Треба да вложам повеќе напор сега отколку порано. Ми одговара да не се помачам, јас ќе се молам. Молитвата е стварно потребна. Ама треба да се фатиме и за нешто плюс. И апостол Павле во тој стих таму што го читавме од 3 глава вика од се срце да се стрема. И зошто е тоа важно, бидејќи целта вреди да се помачиме да ја стигнеме. Вреди. Павле вика дека на крајот добиваме награда, тука во Филипјаните во текстот во 3 глава, ако го забележите. Не вика дека ќе добиеме плата. Ќе ни стават пари на трансакционна сметка. Не. Ќе добиеме, вели, награда. Кога ќе се фокусираме на Христос, ние победуваме. Кога ќе победи човек, добива награда. Ама, проблемот е овде. Кога ние работиме и ние гледаме наградата, ние викаме доста беше работењето. Оти кога работиш и ти дадат плата е окей. Кога работиш и не ти дадат плата, тогаш не е окей. Ние ја гледаме работата што ја вложуваме, ние гледаме наградата што треба да дојде и викаме не вреди. Ево, погледнете се сами, размислете си за минатата година и ќе видите колку пати сме рекле, вреди ли да уложам повеќе напор? Не. Зошто? Која фајда? Господ мери малку поинаку. Многу поинаку. Зборовите тука на Павле се дека тој вика, јас заборавам на минатото. Јас заборавам на ова што е сега и сакам да одам напред уште малку. Уште чекор, уште еден човек, уште 20 луѓе, уште нешто друго да направим. Сега, новата година, и тука полека доаѓам према заклучокот, во новата година имаме шанса да го направиме токму тоа. Да речеме, ајде да видиме што било да оставиме назад, да гледаме што има напред. Првото нешто што го видовме таму во Римјаните беше дека Исус владее, Исус е тој што седи на престолот. Ние ништо не правиме од наша сила или затоа што ние сме највредните, туку затоа што тој го прави тоа преку нас. Има еден автор што ми е мене многу омилен, се вика Дон Карсон. Има многу книги напишано, веројатно еден од
може би најголемите живи познавачи на Новиот Завет и на грчки јазик и од тие библичари и така натака. Имам неколку негови коментари. И еднаш така на YouTube, скролајки го, начекав на една конференција женска, кај што прават интервју со него. И го прашуваат, вика, која твоја книга ќе се чита за 50 години од денес? И неговиот одговор беше ниту една. Вика, не очекувам да се чита ниту една. Јас очекувам она што го направив сега и тука да им послужи на луѓето, и ако Господ тоа го направи, јас сум ја добил својата награда. А не, јас ќе правам нешто за 50 години, за 5 генерации после мене, каде, свака му част на тој таму што го направи. Тој вика, има такви луѓе во историјата. И он почна спомнува некои автори, стварно големи, кои до ден денес ги читам. Ама јас сметам дека моја да го направам тоа сега и тука за оваа генерација што е овде. Да не мислам за понатак. Направи го тоа што можеш денес, не да имав тоа, ќе направив тоа. Остај тоа. Направи го тоа што можеш, остави го тоа што не можеш понатака. Од кога ќе го сватиме ова дека не е само теорија, тогаш се постава прашањето во 35 стихот 8 глава таму во Римјаните. Може ли да има сила што ќе не одвои вика од Христовата љубов? Ајде, вика, можете. И многу интересно, вика дека нема. И нешто многу важно, па да го повторам. Павле не вели дека ние ќе избегаме од проблемите и тешкотиите. Всушност, не. Тој вика дека ќе поминеме низ сите нив, ама во сите нив ќе бидеме, вели, што? Победници. Значи, ќе имаме маки, ќе имаме тешкоти, ќе имаме проблеми, ама во сите нив ќе бидеме победници, зошто заради Христос. Вика, наспроти се, ние сме повеќе од победници преку Христос, кој многу не засака. Ајде да спомнам само уште неколку работи и да завршиме. Прво, ајде оваа година да престанеме со млакоста за Христос. Тука да се нафатиме да кажеме, ајде ќе горам за Него. Исус сака да гориме. Како ќе го направиме тоа? Ќе поминуваме време во проучување на Библијата, ќе поминуваме време во молитва. Да ја развиеме навиката да си најдеме време за Бог и за Библијата. Во молитва и во читање. Второто, ајде да престанеме половично да бидеме послушни. Јас ќе направам се што Исус бара од мене, ако ми е лесно, ако ми одговара и ако сакам да го направам. Тука ако фатиме, да го направиме како што треба. И трето, многу важно нешто, да го засилиме својот однос со црквата. Тоа во првата престани со млакоста за Христос. Второто е, почни да простуваш. Многу ќе имаме грешење, многу ќе имаме грешки, многу ќе имаме проблеми, ама ај да простуваме. Бидејќи ако не простуваме, немаме право да бараме прошка. Сеќавате ли, прости ги долговите наши, како што ние ги простуваме нашите должници. Една многу важна работа, престани со, еден автор вика со тој греф. Престани со оној греф кој често го правиш и упорно го правиш и не сакаш да се откажеш од него. Секој си знае што е тоа. Нема да кажуваме што е и како е, ама што и да е, ајде оваа година да го ставиме зад себе и да кажеме, Господи, доста беше. Апостолот Павле во Римјаните вика, во Христос ние сме ослободени и ќе бидеме робови на праведноста. Колку го звучи тоа, нели? Понатаму, почне да си користиш она што Господ ти го дал. Дали се пари, финанси, таленти, се што имаш на начин на кој Господ сака. Знаете, онака се што имаме Господово. Ако е Господово, тогаш на нас е да го искористиме најдобро за Него. Факт е дека Библијата, дека Исус зборува повеќе за парите него за рајот и пеколот заедно. Зошто? Затоа што тоа најмногу ги боли и ги глучка луѓето. Ние бараме сигурност во финансиите. Факт. А сигурноста, пак ќе речеме не што го зборувавме, ево Господ. Нешто друго сакам да спомнам. Ајде да престанеме со просечноста. Јас многу се нервирам со просечност. Не викам дека сум надпросечен, ама ме нервира таа просечност. Ќе пројде. Ќе пројде, треба да не биде христијански став. Христијанскиот став треба да биде, ова е максимум што јас можев да го направам за Господ. Не да биде, може и вака да помине. Тоа вклучува проповедање, работа со деца, чистење на црква, разговарање со луѓе, помагање со било што. Ќе
ќе ви дојде чистачка дома, ако сте имале некој пати, ќе зачисти, ќе помине, викате, ништо не направи, парите ги зема. А замислете колку пати Господ тоа за нас го вика. Ништо не направи, а благословот го сака. Не треба Господ доди по нас да бара други луѓе да ја завршат работата што нас ни ја доверил. Можеме, ама ај ќе пројде. Немојте така. Стварно дајте да не го правиме тоа. Што ќе ни донесе новата година? Пак ќе речам, не знам. Ама не е ни важно. Заради тоа што прво, знаеме дека Христос се уште ќе е со нас, Господ се уште ќе биде со нас, не можеме да бидеме надвор од неговата љубов и може да бидеме сигурни дека што и да е, ќе го врви, ќе го носи на добро. И знаете што вика? Тука, и сигурен сум, ниту живот, ниту смрт, ниту власти, ниту ангели, ни сили, како оди таа песна. Било што да дојде, не може да не одвои, вика, од љубовта Божија во Христос Исус, нашиот Господ. Тоа ви е Римјаните 8 глава, 39 стих. Овде. Ево го одговорот, јас мислам за било кој страв што би го имале за 2024 година. Како може ова да биде реално за нас? Па ќе го прифатиме дека е вистина. Од кај знам дека е така? Не знам. Ама знам дека Господ не лаже. Ако сме верни, ако сме оправдани, може да се соочиме со што и да се случи. И нека Бог ни даде силата во оваа година, баш да биде така. И јас сега ќе кажам нешто, ќе речете сега, ова половично не биде, среќна нова година на сите, Господ со вас, не очекувајте порака. Сакам во живо да ви кажам, да знаеме дека стварно се надеваме дека Господ ќе ни ги даде сите благослови што сака да ни ги даде оваа година и ќе ни ги даде за наше добро, за благослов на неговата црква и да се слави неговото име. Амин.